Jedynka gotów, dwójka naprzód! Idę! Професори, медиумски работници, бизнесмени и студенти, луѓе од различно потекло волонтираат да се приклучат на полските сили за територијална одбрана. Тоа е петиот и најмладиот огранок на вооружените сили на Полска. Од почетокот на руската целосна инвазија на Украина, интересот нагло се зголемил. Војната во Украина покажа дека сличните сили во Украина одиграа многу голема улога, зашто тогаш можеби самите да не влеземе во војничкиот живот. Подполковникот Гжегош Подолжански, заменик командант на петата бригада за територијална одбрана на Мазовија, вели дека барањата на неговата бригада за обука се зголемени. Planowaliśmy w tym roku wcielić i przeszkolić 800 żołnierzy. Планиравме да регрутираме и обучиме 800 војници оваа година. Но до јуни, кога 200 доброволци чека, во исто време знаеа што се случува од другата страна на источната граница, го зголемивме бројот на војници за обука за 200. Нашата цел е да достигнеме 1100 обучени војници годинава. Главните услови за приклучување на силите за територијална одбрана е да имате најмалку 18 години и полско државјанство. Себастијан Никитјук има 19 години и решил дел од летото да го помине на обука. Сега сум на одмор. Имам уште една година на училиште. Потоа, кога ќе дипломирам, планирам да станам професионален војник, студирајќи сајбер безбедност. Никитјук е меѓу 80 регрути кои полагаат завршен испит по 16 дена основна обука. Тестот се состои од 9 дела, од пукање и прва помош до тактички вежби. Друг регрут, возач на камион Камил Стржалковски, е уверен дека ќе ги помине сите. Ciężkie pod względem fizycznym. Физички, овој тренинг е напорен, особено ако имам некој што не е во кондиција. И покрај тоа што имам 35 години, можам добро да се справам. Ниту еден од регрутите не мора да ја напушти работата. Службата за територијална одбрана им овозможува на луѓето да ги комбинираат своите цивилни и воени животи. Војникот има избор да стане војник со полно работно време или да има скратено работно време. Секој месец по еден викенд тие се обврзани да дојдат во единицата и да имаат обука, но остатокот од времето може да го поминат како сакаат, без воени обврски. Секогаш треба да бидеме подготвени да направиме се што имаме обврска да направиме. Олга служи на овој начин. Таа ги комбинира своите армиски должности со незината работа во телевизија во последните 4 години. Таа вели дека приклучувањето кон силите за територијална одбрана била незината најдобра одлука, со оглед на моменталната ситуација на полско-белоруската граница и војната во Украина. Се чувствувам подготвена. Имам воена позадина што ме прави да се чувствувам посигурна. За мене е важно да знам дека можам да се справам со ситуацијата што се случува во моментов. Во моментов овде служат 37.000 војници, а 20% од нив се со скратено работно време. Официјалните лица велат дека нивната цел е тој број да се зголеми на 50.000 во следните неколку години. Севкупно, Полска планира да ги удвои своите вооружени сили на 300.000 до 2035 година.